Денеска православната црква ги празнува светиот Лука, апостол и евангелист, светиот Петар Цетински, митрополит Црногорски, и светиот Јулијан и светиот Дидим Слепец. Светиот Лука, апостол и евангелист, роден е во Антиохија. Во својата младост добро ја изучувал грчката филозофија, медицината и живописот. Во времето на дејноста на Господа Исуса на земјата, светиот Лука дошол во Ерусалим, каде што се сретнал со Спасителот лице в лице. Ја слушнал неговата спасоносна наука и бил сведок на чудните негови дела. Кога поверувал во Господа, светиот Лука бил вброен во 70 апостоли и бил испратен на проповед. Заедно со Клеопа го видел воскреснатиот Господ на патот за Емаус. По слегувањето на светиот дух на апостолите, Лука се вратил во Антиохија и таму постанал соработник на светиот апостол Павле, со кого патувал за Рим, обраќајќи ги во верата Христова евреите и незнабожците. Ве поздравува Лука, возлюбениот лекар, им пишува апостолот Павле на Колосјаните. На молба на христијаните го напишал Евангелието околу 60-тата година. По маченичката смрт на големиот апостол Петар, светиот Лука го проповедал Евангелието во Италија, Далмација, Македонија и на другите страни. Ја живописал иконата на Пресвета Богородица, и тоа не една, туку 3, а исто така и иконата на светиот апостол Петар и Павле. Од тука светиот Лука се смета за основач на христијанскиот иконопис. Во својата старост ги посетил Ливија и Горен Египет. Од Египет се вратил во Грција, каде што продолжил со голема ревност да проповеда и да обраќа луѓе кон Христа, без обзир на својата длабока старост. Светиот Лука ги напишал Евангелието и делата на светите апостоли. И двете му ги посветил на Теофил, кнезот на Ахаја. Имал 84 години кога злобните идолопоклонци го ставиле на маки заради Христа и го обесиле на една маслина во градот Тива, Беотиска. Чудотворните мошти на овој прекрасен светител биле пренесени во Цариград, за време на царот Констанци, синот на Константин. Поуки од светите отци. Оној кој на човека му ја зема облеката е крадец, но зарем оној кој не му нуди облека на ближниот, а може, нели и тој е достоен да биде наречен исто крадец. Лебот кој не го јадеш е леп на гладните. Облеката која виси во твојот ормар е облека на голите. Чевлите кои не ги носиш се чевли на босите. Парите кои ги чуваш настрана се пари на сиромасите. Милостињата која не ја твориш е еднаква на сотворени гревови. Свети Василий Велики. Светиот Петар Цетински, митрополит Црногорски. Роден е на 1 април 1749 во селото Njegos. Стапил во монашки чин во својата 12-та година. По смртта на митрополитот Сава во 1782 Петар постанал митрополит и господар на Црнагора. Сиот свој живот, витешки и свет, го посветил овој славен маж на својот народ.
Внатре работел со сета сила да ги помири раскараните племиња, а надвор да ја одбрани земјата и народот од грабливите напаѓачи. Успеал и во едната и во другата работа. Се прославил посебно со победата над Наполеоновата војска во Бока и во Далмација. Кон себе си бил суров, а кон секој друг бил праведен и милостив. Живеел во една тесна келија како прост монах, иако бил кнез над еден народ. Се упокоил на 18 октомври 1830 година. Неговите чудотворни мошти почиваат неизгниени во Цетинскиот манастир. Господ го прославил на небесата и на земјата како верен и трпелив свој слуга. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја, и тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсий Светогорец. Светите Јулијан и Дидим Слепиот. Свети Јулијан, викан пустиник, бил персијанец и селанец без образование, но заради чистотата на срцето бил сад на благодатта на Светиот Дух. Се подвизувал покрај Еуфрат во Месопотамија, имал дар на видовитост. Во самиот час кога погинал Јулијан од стапникот, Светиот Јулијан тоа го видел со духот и им го објавил на своите ученици. Неговиот современик, Светиот Дидим Слепиот во Александрија, исто така со духот ја предвидел смртта на Јулијана. Бил ноќена молитва кога му дошол глас од небото. Денес го снема царот Јулијан. Извести го за тоа патриархот Атанаси. Светиот Антони Велики многу го почитувал чудниот слепец Дидим, кој имал видови дух и навраќал кај него кога доаѓал од пустината во Александрија и заедно со него се молел на Бога. И Светиот Јулијан и Светиот Дидим, прекрасни слуги Божји, се упокоиле после 362 година. Поуки од светите отци. Љубовта раѓа љубов. Ја добиваш само кога ја даваш на другите. Свети Нектари Егински. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, алилуја.
воплотити ся от святия Богородиці і присно Деві Марії, непреложно во человечі вися, распнися же, Христе Боже, смертію смерть поправи, един си святия Троїці, спрославляємі Отцу і Святому Духу, спаси нас. Поуки од светите отци. Добрината е најпрекрасното нешто на земјата. Во светот има многу морал, а толку малку добрина. Отец Александар Шмеман.